вечер за сите кои не гледаат во нашиот редовен термин, а оние кои ќе не гледаат подоцна добро утро, добар ден или добро вечер или лека ноќ. Ова е 8 издание на Политиканти, јас сум Боријан Јовановски. Јас сум Сашо Ордановски, добар ден, добро утро, добро вечер. Од мене бидејќи не гледат и по континенти разнија и фаќаме оваа викендашка публика, не знаеш кој кога ќе кликне. Многу е добар овој, како да кажам, медиум да по избор кога сакаш, колку сакаш, па изгасиш, па ти здодееме, па се префрлиш нешто друго и така натаму. Ја завршуваме година, Боријан, ние денеска имаме емисија, ќе го представиме и гостите со кои ќе бидеме, а следниот петок имаме заедничка емисија со Инфомакс, затоа што со Мичо и со Мечка треба да пресечеме година, ви да даеме клучи најави. Ретроспектива, што ќе се случи. И да кажеме што ќе биде другата. Белки знаеме што ќе се случува и таа година. Само да кажеме уште нешто, дека ова денеска го снимаме во четврток, заради тоа што имаме одредени други ангажмани, со патување и така натаму, а ќе се емитува во редовниот термин во петок во 6. Додека разговараме во четврток, премиерот е се уште во Брисел и така натаму, предпоставувам дека ќе следува пресконференции, реакции од самитот во Брисел во НАТО. Сакам да кажам, нема да можеме да ги фатиме сите тие реакции, ама она што знаеме е дека вчера вечер имало вечера, лидерите, шефови на држави и влади на Европската унија со премиерите, председатели од земјите од Западен Балкан се дискутирало за проширувањето. Проширувањето, тоа јас сум го повторил неколку пати овде на овој подкаст, за вистина има еден моментум кој мислам дека треба да се знае како да се искористи. Постои тоа расположение Европската унија да направи некоја успешна приказка со проширувањето за да покаже дека сепак е се уште живо, бидејќи последното проширување беше кон Хрватска пред 7 години, од тогаш е стварно во кома. Таа приказка им треба, поготово во овие геополитички околности. И вчера вечер, колку што можев да се информирам за Бајлево, на вечерата германскиот канцелар Олаф Шолц доста остро им има замерено како на земјите од Западен Балкан, така и на овие кои се вклучени во разни билатерални спорови. Со зборовите прекинете со тие ситници да го оптеретувате процесот, обраќајќи им се и на земјите во регионот, мислејќи на нивните меѓусебни релации, но и на оние како Хрватска и Бугарија, например, кои го на известен начин го обструираат процесот на Македонија и Црна Гора. Се разбира, тоа не значи ништо, бидејќи за 2-3 недели ќе биде Шолц ху. Да. А Борисов мислам дека ќе направат влада, Сашо, ти подобро следиш. Кој, германците? Бугарите овој пат дека ќе направат владата. И мислам дека таму нема слушам се за некаква дипломатска офанзива, таа офанзива не би требало да има друга адреса сем Софија, во смисла на тоа дека треба да се најдат начини како да се деблокираат разни канали на комуникација, за да евентуално бугарите ја спуштат топката и дозволат на некое вакво ниво да почне процесот на преговори. После 30-40 години следење дипломати и така натаму, некогаш на времето и многу подиректно, и кога ми се патуваше, патувавме почесно и така, кога си тема на вечериве, обично стануваш гладен. Значи, бидејќи сите си вечераат и те прашаат, што мислите вие премина за ова, ти седиш на полна чинија, ништо не јадеш, обично после се двичи у авионот. Што е давака една символична, да кажам, ситуација во која што се наоѓаш кога си тема на масата, а не си самиот на масата. Меѓутоа, Боријан, ова што го е одлучен вовет и за ова што ќе го разговараме со гостинот, види, ова значи едно продолжување на ситуацијата на состојбите, бидејќи навистина тоа што Шулц го говори нема да важи ништо за 2-3 недели, одат на избори. Тоа е само илустрација дека овие големите земји, важните фактори се стварно заинтересирани за проширување. Така е, ама се плашам дека пораките од тоа е да не како се кажа, нишаат и понатаму во тоа дека нешто ќе се смени. Ние де факто во последните, откако е направена оваа влада, немаме европска политика.
И тоа е нешто што е наш голем проблем и мислам дека тоа без разлика ќе дочекаме, ние го снимаме ова пред да се врати Мицкоски од Брисел, ќе си продолжат приказните за тоа дека ние ништо не менуваме, други да си најдете ако сакате и така натаму. И најлошото можно тоа Европа не сака. Тоа е малку една... тоа е ова што. Мислам дека ова се добар влез, бидејќи да го представиме гостинот. Денеска ни е гостин господинот Армен Таравари, кој што е министер за култура. За здравство. Ќе беше добро да сте Доктор министер Армен за Таравари. култура. Не ме бивате тоа, за здравство, да. И баш сакам да продолжиме со темава, бидејќи таа е во центарот на политичките собитија во Македонија. Добро. Рековте на владата, на коалицијата и давате 6 месеци за да го реши проблемот со уставот, со бугарите и така натаму, за да се отворат вратите за европска продолжување процесот интеграција. Тие врати се затворени, не гледаме никаков суштински напор од македонска страна во владата во смисла на вашиот најголем коалиционен партнер, владеачката ВМРО ДПМН, и како што стојат работите, проценка е дека тоа нема ништо да се придвижи барем уште 6 месеци. Со оглед на празници, нови влади, Софија и тоа ќе биде нели. И потоа предизборна кампања. Тоа вас лето. како влен ве става како влен, сега говорам како влен, иако е тоа една прилично, и тоа ќе го поразговараме, прилично една, да кажеме, една нестабилна коалиција со разноразни партнери во кои што сега, нели, како што може да се очекува, некои имаат и различни ставови по некои прашања и така натаму. Меѓутоа, вие одеднаш станувате сега најслабата карика во владината коалиција, бидејќи де факто вашето учество се подпираше на тоа ветување дека ќе ги отворите и ќе ги покренете процесите најмногу 6 месеци. Сите разбираме политика, гледаме што се случува овие 6 месеци, не е се ниту ваша вина, ниту вини на не знам на коалициони партнери, па дури на македонска политика можеби, но де факто стои еден зацвртен став на вашиот коалицијски партнер ВМРО. Таа работа веројатно да не се отвора до локалните избори. А што ќе биде со локалните и до локалните избори, тоа тоа е како прогноза која ќе ви легне тежок пациент на маса, па дали ќе преживее, ќе видиме. Како всушност и заради тоа сега да продолжам само уште малку да ве контекстуализирам уште повеќе, заради тоа сега притисокот е врз ДУИ, бидејќи ДУИ ве притиска со сите овие теми најмногу повеќе од било кој било од опозицијата, и да сега практично наместо тезата за европско интегрирање биде главната теза со сите други домашни политики, сега борбата со криминалот, дури поддржана и од странски фактори. Како да ја менува оваа потреба од европска политика, ја враќа на домашна тема, па сега ќе се занимаваме со криминали, со бегства, со едно, со друго, трето и така натаму. Како се наоѓате вие како коалиционен партнер во оваа состојба? Практично ја би сакал да започнам со договорот меѓу ВЛЕН и ВМРО ДПМН. Се состоеше од 4 точки. Прва точка беше Европска унија. Да. Прва и најважна и најбитна за нас тоа беше. Втора, борба против криминал и корупција и правна држава. Тоа мислам дека се придвижуваме, бавно, меѓутоа се движи. Трета точка беше економски развој и тоа мислам дека веќе има инвестиции во Македонија и мислам дека барем економските показатели кажуваат дека нешто се придвижува. И четврто беше децентрализација и тоа се работи интензивно, знаете, и ЗЕЛС и владата се подготвува за нови компетенции за општините и таму се движиме. Европската унија е главната точка за нас како ВЛЕН и најважна, бидејќи навистина ќе имаме притисок прво од граѓаните, потоа и од меѓународниот фактор и континуирано, да бидам искрен, сме во разговори со сите чинители. Меѓутоа, еден факт е непобитен. Без ВМРО, за жал, не се случуваат уставните промени. Значи, без 58 пратеници кои што ги има ВМРО, сите да се собереме, пак ВМРО, ако не гласа, и не оди и не бива таа работа. Меѓутоа, што е добро, јас гледам дека премиерот, барем во разговори со нас, не знам надвор што прави, меѓутоа додека е со нас и кога бил во состаноци со представници на меѓународен фактор, кај што сме биле и ние, покажува симптоми, знаци дека е заинтересиран, меѓутоа што е, он нуди тоа што е подготвен веднаш да ги започнеме
уставните промени, меѓутоа за разлика од другите премиери претходно, кои што исто така беа заинтересирани, морам да бидам искрен, за Европска Унија, меѓутоа од друга страна па немаа реформи. Нема ниту борба против криминал и корупција, ниту некаков економски развој, ниту децентрализација, што се многу битни. Добро, министре, сега тоа се Ако вака може, прилично уште една паушални со реченица, оценките, уште нема една економски развој, вие затековте катастрофална состојба економијата, за 2 месеци економијата цвета. Не реков цвета. Па, Меѓутоа, премиерот Мицкоски вели дека цвета. Не. Откако е затечена во катастрофален развој, сега одеднаш експлозија на инвестиции. Так, што сакам да кажам? Се изнаслушавме во последниве 30 години политичари кои пред да дојдат на власт ништо не чини, од кои ќе дојдат се мрдат. СДСМ, ВМРО, ДУИ, ДПА, сите тоа го зборуваат. Суштинските прашања се уште, добро, може би е рано, може би се 6 месеци преран период за тоа. Меѓутоа, реално имаме една регресија во европската политика. Вие и сами одвелите дека премиерот е подготвен. Кој премиер не бил подготвен? Сите премиери кои ќе излизат на камера велат да, тоа е наш приоритет, така во суштина сме закочени. Тако за името и сите велеа дека се спремни да Сите се, што никој не Само треба да бидеме коректни и да кажеме дека на пример Преспанскиот договор беше проблем за ВМРО. Денеска е прифатено, нели? Па да, малку и како свршен чин е прифатено, не дека Добро, нешто практично сакам да кажам дека така е прифатено. така. Нели, Така, ама се одметувањето напрегувана беше и Бехтел и Енка проектот, коридорот 8 и 10D. се е тоа магичен проект. Не се работи интензивно. Да. И единствен проблем, може би и не е проблем, може би ќе се најде решение. Меѓутоа, да бидеме искрени дека се случува и одредени промени. Например, во Америка се случува во теке промена на администрација, која што треба да се случи на 20 јануари. Во Булгарија очекувавме колку толку барем да има влада. Нема влада и повторно ќе имаме избори март или април. Не сум сигурен кога се одржуваат. И што е разликата од сегашниот премиер со минатите тројца премиери? Не зборувам порано. Он е подготвен да ги започнеме преговорите, да започнеме со уставни промени, меѓутоа имплементацијата да биде кога ќе бидеме полноправна членка Ги на знаеме уставите, што ги кажувате. Ги знаете. И тоа Ги има кажано. Мислам, тоа секој би го посакувал. Прашањето е дали постои стратегија која се зборува, бидејќи се зборува во некои медиуми, особено провладени, за дипломатска офанзива. Која е адресата на таа дипломатска офанзива? Адресата се Берлин и Париз, кои се очекува да го изнесат Борисов или некој друг кој ќе биде премиер од салата која ќе се гласа за ова, или да дојде до промена. Има ли стратегија која е целта на таа офанзива? Јас на почетокот реков, јас не можам да претпоставам дека некој ќе притисне Бугарија да отстапи од оваа позиција. Од друга страна, Бугарија е самата таа која евентуално може тоа да го направи. Па затоа ме интересира, постои ли стратегија што таа дипломатска офанзива треба постигне? Видете, единствено што бара премиерот, барем тоа што јас знам, бара некаква гаранција дека оваа ќе биде постојан услов за Македонија. Па нема таква гаранција. Кој може да даде таква гаранција, министре? Од Софија, например, што се случува? Добро, ќе сменат две запирки. Хипотетично. Еве, ние почнуваме со уставни промени и во март завршуваме, нели? Добро. Ако започнеме сега. Така. Во април се избира нова влада, нови избори има и таа влада поставува екстра услов. Мисли дека е во ред да се сликаме како 2018 година во авион, дека ги започнуваме преговорите и со Европска Унија и стануваме членка на НАТО. Фала Богу што станавме членка на НАТО. Не ние станавме, НАТО влезе во Македонија и фала Богу им требавме и ние сме членка на НАТО. И добро е што членка на НАТО со храбри потези на политичко апсолутно се согласувам. И вие сте биле дел од тие. Апсолутно. И се согласувам и добро што сме членка на НАТО. И добро што сме членка на НАТО министре, во овој период. Хипотетички, ако вака хипотетички ја проектирате политиката на дворешно, ние не можеме за ниедна тема да мрднеме. Ако кажеме добро, ќе направиме уставни, а во април ќе стават нови услови. Ја би рекол да, ќе стават, па по тоа го решаваш. Јас ви велам дека ние како Влен ќе продолжиме да инсистираме. 6 месеци од владата стануваат на 24 декември. Меѓутоа, ете, што е
алтернативата? Тоа ме глед интересира. Да. Тоа е разговорот Што всушност. е алтернативата? И според премиерот, и според нас, барем повеќето, не сите албански партии, и за ВМРО го слушав премиерот пред 3-4 дена зборуваше во една телевизија беше, кажува дека Македонија нема друга алтернатива освен Европска унија. Океј сме. Значи ние мораме по тој пат да одиме. Не ни кажува дека имаме друга опција. Знаете што е Сега проблем? што размислува тој и каква е неговата идеја евентуално дали може да се добие некаква гаранција од Брисел, Вашингтон или Софија за да се започнат уставните промени, бидејќи ако започнат сега за разлика од порано кога се сакаше, меѓутоа не се можеше. Вие учествувате како влем во таа стратегија? Редовно зборуваме, редовно комуницираме и ние со меѓународниот фактор, не ретко, Што ви велат? многу често и со нив сме заедно во повеќето среди што се случуваат. Постои стратегија која еве партнери Видете. надвор, еве вака ќе правиме, ова ќе правиме. Например, нешто, забележувам дека американците воопшто веќе не разговараат за европската перспектива на Македонија. Јас не гледам изјава од нивна страна за таа тема со месеци. Како да е симната темата од дневен ред, кај нив барем. Европјаните до овој самит и оваа вечера што сега Бориња кажува, ние секогаш имаме нив, видите, многу ве сакаме, ама завршете си агендата. И тоа така последниве 2-30 години, значи Само да бидеме искрени, агендата не е само започнување, тоа е главното започнување на уставни промени. Тоа е главната работа која што треба да ја направиме. Тоа е Брисел, Скопје веќе. Нема врска со билатералните проблеми меѓу Скопје и Софија. Меѓутоа, освен тоа, реформите се многу битни. Мора да признаеме за 6 месеци во борбата против криминалот и корупцијата се направени одредени чекори. Посебно последниот месец. Треба да бидеме искрени. Не знам како ќе продолжи, меѓутоа мислам дека ќе биде интензивно и безпрекорно. Во тоа сум сигурен. Ќе продолжиме за тоа. Економскиот развој, Сашо го кажа, јас се согласувам, не може револуција да се направи економска револуција за 6 месеци. Така Меѓутоа нешто е предвижено. Министре, нова влада е. Се разбира дека нешто е предвижено. Меѓутоа нешто е, инвестиции има. Дел од тие инвестиции се резултат на претходни влади, што е во ред, не може да почне се од нула, ќе дојде да завршиме темата. Сега и за одредени инвестиции што ги правиме, еве во здравството на пример, позитивната листа, повеќе министри викаат и ние планиравме. Од Филипче и од пред мене кој беше Тодоров, до сите до кај мене сите планираа да го направат, меѓутоа не го правеа. Да. Сега и економскиот развој, овие инвестиции малку се, како ќе оди, ќе видиме. Затоа тука сме за после 6 месеци, една година повторно да разговараме. И за децентрализација, видите, инвестиции толку што се прават во општините, ја мислам дека и тоа е придвижување на економијата, меѓутоа и во ЗЕЛ што сериозно се работи за фискална децентрализација. Ама нема таква работа, министре, видите, владата им ги дава парите, им ги одобрува парите. Зборам за децентрализација, кога децентрализација, зборувам за економски развој. И тоа е помага во компании во Македонија им се дава работа. За децентрализација. Тоа можеби ќе следи. Во ЗЕЛ се имаше состанок на ЗЕЛ заедно со премиерот во која што веќе се планираат идната година. Такви состаноци имало до сега, па ништо не мрда. Имаше, меѓутоа овде веќе ја мислам дека сериозно се разгледува за да се дават нови компетенции на општините. Посебно во здравството, во културата. Но ќе видиме, времето е пред нас. Едно прашање сам за да заокружиме ова со Европска унија па да напредеме на другиот дел. Ова Европската унија нема алтернатива. Сем Европската унија. Тоа премиерот го вика и јас мислам така. Ама тоа сите го кажуваат и до еден момент тоа се исцрпува, станува една флоскула која уствари ништо не значи. И зад која е само параван зад кој се прави се, ама не се да те прашам нешто. Европски политики. Сакам да кажам, прашањето е дали можеме да бидеме искрени, Европска унија ова вака не можеме, што правиме? Има ли тој тип на разговор, бидејќи знаете како, ја не сум чул некој премиер да каже па добро, не ќе ме Европска унија. Тоа нема никој не постои од 30 години, не сум го чул. Од 2002 година имаме 5-6 премиери кои што биле на власт по 8-9 години, некои по 1 или 2 години, сите велеле истото. И не го реализирале, така? Да. Овој се уште е 6 месеци. Иако
бројките се на наша страна, можеме веднаш да го започнеме тоа. Меѓутоа, ајде да видиме како ќе се придвижи, ќе се видат работите. Индикатори веќе има, одредени работи се гледаат. И ние како Влен имаме информации како се придвижуваат. Велам, освен со премиерот, и ние самостојно комуницираме со меѓународниот фактор. Јас сум оптимист дека ќе мораме, немаме друга алтернатива и ќе мора да се започне. Сега повторно, ако ме прашувате временски, од првите 6 месеци помина, ние се надевам како Влен во сабота или недела ќе седнеме да разговараме меѓу нас како понатаму. Оти до сега може би беше најдобро тоа до сега да се заврши. Прашање Најубаво ќе беше и за нас и за владата да заврши. И за земјава. И за земјата, и за сите граѓани во оваа земја. Меѓутоа, ја не гледам дека е грешка што премиерот, ако е искрено само тоа, бара уште некаква гаранција, не условувајте. Видите, патот на Македонија е макотрпе, како ниедна друга држава која што станала членка на ЕУРО. Тука се согласуваме сите. Идејата е сосема во ред. Прашањето е, и тоа вие го знаете најдобро кои сте во владата, ние сме посматрачи, колку е таа реалистична министрираку, дај Боже, да, што би се рекло, да тоа може да биде така. Да може да добиеме гаранција од такова супер кој би бил против има одредени центри кои што велат и може да се обезбеди некаква таква гаранција. Тоа го прашувам, И ако е за неколку месеци, доцниме, да не е со години. Ја не би сакал и не би сакал да бидам дел од Букурешт, да не ни се повтори. 2008 година. Прашам, ако вашата позиција како Влен, пред да прашам дали Влен ќе биде еден ден партија, пред избори, мислам, дали тоа, ова статус кво ви прави да бидете нелагодни, односно малку во страв како ќе побинете на локалните избори? Не, на локалните избори не верувам дека многу полесно ќе ни беше да започневме со преговорите. Тоа нема дилеми. Меѓутоа, ја би бил пресреќен ако во овој мандат започнеме преговори и бидеме во некоја фаза на развој на преговорите со Европската Унија. Но ништо друго. Се е друго. 4 години? За овие 4 години, не да започнеме, туку и да се развиваат. Албанија и Црна Гора и до 28 би требало да ги завршат. Камо среќа, меѓутоа ја продолжувам да мислам дека во овие балкански услови, каде што менталитетот ни е таков на сите што живееме тука, секој е сечи непријател. Сите со секого се непријатели. Соседи соживуваат мешани од сите страни, пак непријатели едни со други. Видете, пречка на Македонија правеше Грција, сега прави Бугарија. На Албанија и прави Грција. Ги знаеме тие на Србија ќе и прави Хрватска. На Хрватска и правеше Словенија. На Косово и прави Србија. Сите едни со... Ја мислам дека на крајот сите балкански држави, од Западен Балкан, зборувам за овие 6 држави, ја продолжувам да мислам дека со политичка одлука ќе бидат примени сите истовремено. Меѓутоа, ова не значи дека ние ќе треба да чекаме кога ќе одлучат за да бидеме. Ние треба реформите да ги продолжиме без разлика. Ја би сакал да ги започнеме преговорите и сум оптимист дека што поскоро треба да направиме се што можеме од наша страна, што зависи од владата. Јас зборувам за Влен, не можам да зборувам ВМРО. Тоа е повторно партија која што се ги прави и своите математики. И на крајот на краиштата, освен ВМРО да има одлука дека дефинитивно сме подготвени и има расположение и нивното членство за да го направиме тоа, нема друга опција. Ајде, еве Влен одлучува задутре излегува од владата, што сме направили? Не, се разбира, мислам, проблем е. Меѓутоа, мислам дека видите што моја сте интуиција направиле жесток притисок. Значи, гајте, таа позиција што ја разлагате, малку е така повеќе. Ако Влен, јас не велам дека тоа треба да го одлучите, тоа вие се знаете и така натаму. Меѓутоа, ако сите дигнат раци од се, во овој момент премиерот нема никаков притисок за ништо по таа линија да испорача.
Вие викате, ако одлучиме да излеземе од влада, па вие одлучите да излезете од влада, па да видите потоа каков притисок ќе биде врз владата да нешто се промени. Меѓу нас... Ако вие вас да останете у влада за да бидете на власт, овие другите сакаат да дојдат на власт, едва чекаат, овие трети агенда стои. Не е така, сме разговарале и меѓу нас, значи не дека не сме разговарале и со премиерот, и тоа не повеќе од пред 10 дена сме разговарале искрено дека ова мора да не биде. Ние сме во многу лоша ситуација. Гледате, велите дека ВМРО има право да води своја политика и така натаму. Ама тоа може да значи да они ви избркаат од влада за известно време. Може да се случи, може и ние да излеземе од влада. Сакам да може кажам, да се не случи е и оние да не избркаат. во камен исклесано. Се е можно, може и ние да излеземе Така понатаму. е, Не се знае. разбира. Се е можно. Меѓутоа, ја би сакал да не се случи тоа, ја би сакал да ги започнеме преговорите и тоа би било идеално за државата, зборувам, пред се и над се. Сега прашам околу борбата за против корупцијата, која де факто де јуре, како сакате, е битна во се, за економскиот развој, за европските интеграции, за инвестиции, за општо добро, мислам, после 30 години плячкање на оваа држава, ја не знам колку уште може да издржи. За подобра перцепција за државата и за... Да, не збор да нема. И од црнава листа некако владата доби ветер во едра, што би се рекло. Оваа недела ја започна со една плејада, ако може така да кажам, на акции, од кои дел се за поздравување, особено оној дел во тероризмот, нарко, босовите, крупните риби во политиката. Еве, Артак Груби, ова што се случува сега, еве, дознаваме дека од Косово заминал за Албанија, са што тоа не знаеме, ако е тоа точно, не знам, дали вие знаете. Немам информација. Прашањето е сега, дали сте сигурни дека во ова се влегува во борба против корупција, или е ова, бидејќи знаете како дел од она што го слушаме како информација, некако барем не е целосно, не можеме да знаеме за што точно се работи, за кој е кривишно дело. Дали сте сигурни дека ова е борба против корупција, принципиелна борба против корупција, или политичка преспетка која треба да го демонтира Дуи со изет меѓути она што шеташе со Штрафсигерот, па Штрафсигерот му проработува сега. Среќа што меѓународниот фактор пред да започне владата ја извади црната листа. Да, ние тоа рековме на подкастот, дека ви дадоа поддршка и ветер во едра, се борите против корупција. Започневме ние први да го апсиме Артан Груби, веднаш ќе беше политички реваншизам. Меѓутоа, Македонија е мала држава. Скоро секој трет, четврти, пети човек се познава со некој друг и оваа е мрежа која што знаеме како функционира и што се случуваше во државата. Така да за Артан Груби тоа беше јавна тајна. И реално беше очекувано. Да е само еден предмет за Артан Груби е окей. Меѓутоа, ја мислам дека има повеќе работи и ова не е порака, ако ги гледате меѓународниот фактор, ова не е порака за Артан Груби. Ова е порака за господинот Ахмети. Нели, Артан Груби велеше јас сум извршител, значи подизведувач на Али Ахмети. Јас се сеќавам до 2002 година, јас сум бил тогаш член на ДПА. Тогаш го ставија Мендух Тачи во црна листа. И ние сите велевме, фала Богу, што не е председателот во црна листа. Тогаш е лошо. Меѓутоа, пораката беше друго. Никогаш таа партија не стана партија. И колку пораката ќе ја прифати и ќе започне господинот Ахмети да рефлектира, бидејќи Груби сам кажуваше секаде, ништо не правам, не мрдам, без да ми каже господинот Ахмети. И пораката од американците е јасна. И зашто се обвинува, тоа е уште пострашно. Само еден момент. Прво, впечаток е дека борбата против корупцијата и криминалот сепак ја води калето. А владата е се уште во една прилично реактивна позиција. Добро, 6 месеци, треба време и така натаму. Второ, дел од овие работи што ги спомнуваме, тероризам, Бела ноца и така натаму, тоа се операции кои што не ги води неопходно оваа влада само.
Разбирам. Тие се почнати, знаеме ние детали, Секако. тероризмот во Македонија, други фактори го следат. Меѓутоа, и порано ние не се испорачуваме. екзекутирани, А, сега се реализираат. Делот и заради тоа што такви беа тајминзите за екзекуција. Сега Види, да не војуваме имаше детали, Дел особено Сашо, е- Сашо, подршка за владава. се разбира, имаше време кога добива пасоши белосветски Не, во не, штаплери нема во ништо Македонија. спорно околу тоа. И сега добиваат и у претходни пак Не ќе знам, добиваат. ако добиваат, треба да- затоа, ќе министре, видиме не ако се- добиваат. Не се залетуете, ти Ќе видиме знаеме дали како добиваат, оди. да. Што ми е зборот? Прво, овој случај за кој што сега владата го гони Артан Груби, од повеќе правни експерти, ова за коцкарници и така натаму, велат дека е тоа тенок случај. Тоа што Артан Груби бега од Македонија, тоа дали е негова грешка, не грешка, тоа само си отежнува ситуацијата сигурно. Дека може да се извадат уште многу случаи дека сте вие во право, дека тој практично вака фатен со Али Ахмети, бидејќи нели беше неговиот извршител. Тоа не е спорно. Тоа не е спорно. Но тоа не е случајот за кој што америчката амбасада го стави на црна листа. Таму го стави на црна листа заради вмешување во судството и примање подкуп. Да ја цитирам американската амбасадорка, ако ние може да ги собереме доказите, може и Македонија. Секако. Сакам да кажам, влегуваме во една фаза во која што ние сме видели како политиката знае да се игра со криминалните агенди во државата. И порано сме го имали тоа и сега. Зборам да не се занесуваме многу затоа што треба да видиме уште многу да се направи за да видиме дека се работи на вистина за една промислена борба против корупцијата и криминалот. Ќе видиме, времето ќе покаже, меѓутоа првите сигнали и знаци Да. се позитивни. Добро? И тоа, видете, има во, например, во Западна Македонија. Прв пат се затвараат ноќни барови. Тоа поздравено ги од населението, поддржано ги. Значи, Тоа е важно. И тоа каква поддршка? И тоа поддршка. Одредени наркодилери кои што се фаќаат низ градовите, зборувам, порано тоа се перцепираше како напад од полиција. Се поздравуваат дека добро се прави, оти тие ги трујат нашите деца. Имам пријател во Арачино и вика фала Богу. Така да не зборуваме Бидејќи луѓето таму тоа- се тие што се негови жртви. дека тие од кого биле заштитени, ајде да бидеме искрени. Тоа треба да го Секогаш- знаеме. ама секогаш е тоа така. Тоа е прашање. Боријан, од министре. политиката бе биле заштитени. Не, и од полицијата. Дали- И од полицијата. Дали- Ама пола од полиција Да. се нивни соработници. Така е. И Кој ги ставил во полиција да работат тие полицајци? Министре, прашањето Веројатно не го направил тоа опозицијата. Министре, Така е, прашањето така е Најверојатно се луѓе блиски до партиите Така е. кои што беа на власт. Министре, прашање е дали ќе добиеме имиња и презимиња. На што? Ние одамна знаеме дека сето тоа функционира со инсталации внатре во државниот апарат. Тука нема дилема за тоа. Никој не е толку, мислам, тоа е 2 и 2, како да И кажам. по можност имињата и Прашањето е- презимињата да не бидат Да. дечкото у кабината на граница со Косово, полицајчето кој што нели го пропуштил Артан Груби со дипломатско возило, а немал ни информација дека е ставен на стоп. И да не се сведе на оваа партија, онаа партија. Не е баш така, меѓутоа Тоа е ова јавноста што окей е. сме. Не е баш така. Дали ќе добиеме имиња и презимиња на тие кои со години ги провалуваат сите акции за борба против корупција? Видете, Тоа нема ништо ново. еден од да речам, поенигматичните и мистериозните личности во Македонија последните 30 години секако беше Сашо Мијалков. Така е. Се согласуваме, се надевам. Па не се Прислушкувања, Што викаат во Босна, не чито ходо. Да, нема некоја енигма, но тоа. Сега, што го поврзува Артан Груби заедно со овој Енвер Беџети да му застарат делата, да донесат нов кривичен законник заедно со мојот бивш со партија Скренар Лога, за да се ослободат одредени криминалци. Што е? Што ги поврзува? Што ги поврзува? Не знам, министре, вие кажете ли, Тие ние имаме чекамо одговори теорија. како- Ги поврзуваат одредени лоши работи за кои што и сега америчката State Departmentот се надевам дека тоа се работите за што кажуваат барем. Што има друго не знам. Меѓутоа пораките се јасни. Мислите дека на Али Ахмети му е место на црната листа американска? Ве прашувам се, не оти ние или вие решаваме за тоа. И дали ќе Јас се најде? не можам. Дали мислите Ваша дека прогноза. Пораката ја мислам дека е повеќе за Али Ахмети отколку за Артан Групи. Артан Групи бил само извршител и подизведувач на
Али Ахмети. Имате најмалку 10 емисии во кои што Артан Груби вели јас сум војник на Ахмети, Така, ништо не не е мрдам спорно. без да ми каже. Значи Па, се тоа, надевам и за Мијалков Артан Груби не го направил без да знае Ахмети. Мислам. Барем вака ја Што логицирам. мислат албанците во Македонија? Вие сепак рефлектирате Видете, на тоа гласачко тело? Видете, како ние реагираат, бидејќи се уште правиме и анкети, има едно незадоволство, да речам вака генерално, дека правата на албанците се малце помалку, и тоа е евидентно. Не може да се случи тоа што се случуваше во последната влада со Ковачевски, и ние бевме една година, тоа беше општ хаос. И лошо за општеството и за македонците и за албанците е тоа што толкава разлика има меѓу партиите, позиција и опозиција кај македонците. Не е здраво за општеството. Меѓутоа, ако анализираме кој го донесе во вакво дередже СДСМ. Во вакво дередже СДСМ го донесе апсолутно. Добро, знаеме тоа, не е. Ама што не направија? Не, СДСМ сам си се доведе до вакво дередже. Можда и сам си се донесе. Лице со нарушени способности, па некој друг да го донесе. Математиката Тоа што точно е. СДСМ се согласил, трпел, правел, не правел и така натаму, тоа е резултат. Сашо, целата Сега кампања... не е дуи, не знам, некаква собирна академици за политика у кои што Ама не, сите ги... видете, толку е инфилтрирана и после 6 месеци власт ти имаш проблеми со суди, со обвинители. Па тоа и после со 6 години да не видите. кои што Ковачевски 10 скриваат уште предмети, не ги работат. Имаш пречки во полиција, не можеш да ги смениш. Тоа е мрежа на луѓе која што е направена скоро 20 години и ќе треба Зошто не ќе може треба да се смени? видете, на пример во Косово господинот Курти се уште има проблеми со правосудниот систем таму. Па сигурно. Затоа што и таму беше таму Дуи се вика ПДК, Така е. таму беа 20 години на власт. Фиксиран е Курти да ги смени сите УЧК команданти. Не, Али Ахмети го не со смета... УЧК, туку со Не, таа баш со структура УЧК, криминализирана на... Тоа го има изјавено. Има Значи, луѓе од УЧК што се и доволно му е со од- господинот Курти, без разлика на тоа. Добро. Они со криминализирани структури. И тука и во Македонија нема врска УЧК, тоа било, поминало, се продолжува животот. Меѓутоа, криминализирани структури, како велат, последното седиште на криминалците е патриотизмот. И сега не гледате вие 6 месеци, ние имаме албанска опозиција, која што е хипертрофирана, да речем. Што се главните теми? За буџетот, замислете, за буџетот се дискутира 4 часа. Замислете каква опозиција имаме. Тука треба опозицијата да реагира. Така е се со тадите. А зашто? Балансер, јазик, знаме, не велам дека не се битни Теми од работи. 90 години. Меѓутоа, не пали бе, не поминувај кај народ. Им треба пензии, болници, училишта. Ја велам, најголем патриотизам денеска е на луѓето да им ги покачиш пензиите, платите, да им дадеш поубави забавишта, подобри училишта, подобри болници. Апсолутно, и подобри Подобар болници. воздух, министре. Секако. Ова е најголемиот патриотизам. И ние треба да сватиме и да разбереме дека треба да работиме, можеби кампања да направиме како влада, како да ги доближиме народите кои што живеат во Македонија да сватат дека тука сме, нема кај да бегаме, мора да живееме заедно. Ајде овие теми малце да ги тргнеме и да разговараме повеќе за Европска унија, Тоа јас го велам. за криминални корупција, за наркодилери, за лоши луѓе и за добри луѓе. Гордоста, мислам, све некои апстрактни теми кои стварно не носат не носат чиство. И не замарат и чекайте, видете и не е искрено тоа. Ама, И не е искрено, да е искрено патриотизмот, јас сум окей. Секако, на власт се националистичките партии најголеми. Кои се најголеми националисти? ВМРО ДПМН е најголемата националистичка партија во Македонија. Дел од вашите партнери во ВН се националисти 100%. Кои се дел од... Па овој у Тетово што е?
Што, могим? Касави. Како могам? Нема врска. Тоа има и македонци, ја мислам дека Па ВМРО 90% Видете, од партиите во Македонија, Максим Сашо, да ви го зборам, Дујги да ви го зборам, делови од СДСМ да ви го Сашо, зборам. ако- 90% од ако партиите земете се сега, со националистички платформи. Левица ли да ви ја кажу? Левица. Како се не левица, рачунам левица? партија. Ама СДСМ, ако ги гледате сега, последните Сакам да ви пресконференции кажам, на вие ги СДСМ, произведувате тие проблеми, Не ги не ги произведува некој од надвор. секако, политичарите ги Партиите, произведуваат. па се Само, разбира. ако ги следите СДСМ последно време, се поголеми националисти, Ама не е спорно. Отколку ВМРО да СДСМ БМН. е најмалиот фактор. Зошто? Ќе го анализирам. зошто сега има надпревар меѓу македонските партии, кој ќе биде поголем националист за да Апсолутно. придобие повеќе гласови. Апсолутно сте во право. Што не е нормално. Ајде да Не, разговараме нешто не е за нормално. буџет. Ајде да разговараме за паметни работи за развој на државата. Во таа смисла, ај протолкувајте ми епизодата со Уставен. Јас сум, например, на мислење дека стварно веројатно по тие препораки на Венецијанска комисија, веројатно треба да се поработи за да, бидејќи најважно е, и за албанците е најважно тој закон да биде имплементиран како што треба. Сега, но дебатата не оди во насока на подобра имплементација, дебатата оди во насока на правата, одземање на правата, тензии меѓуетнички и така натаму. Зошто се најде ова сега во Уставниот суд целата приказка? Не знам како да ВМРО и ДУИ си подаваат топка. Боријан, ја често спомнувам Устав на 74-та и многу луѓе ми викаат, абе ти југословенски настрој, нема врска. Нема врска, само што кажувам дека тогаш со Уставот на Социјалистичка република Македонија, официјални јазици во Македонија така е. беа македонски, албански, турски. Да. Дали се злоупотреби тоа некогаш? Не. Никад. Никогаш. Ја памтам како дете поминував пред општина, тука живеев, кај што е општината во Гостивар, стоја знамињата турско, албанско, И на немаш партијата, на Да, општината, знаеме, на памтиме. на никој не му пречеше. И сега ние после 50 години, 40 и кусур години, повторно вакви теми развиваме. Зошто? За да се дефокусира. Кој ги наметнува? Да бидеме искрени, кој ги наметнува? На нас како влада не ни одговараат овие теми. Кога видите на нас мислите и на ВМРО ДПМН? Исто. Не сте во право. Исто. Ма не сте во право. Ама што и треба на ВМРО, бранители на ВМРО и треба. Па се разбира. Па како? кој- Па тоа е секојаш резервната тема, кој- која ќе потврдиме со Европа резервната тема на национализмот, го- која ќе потврдиме борба по Кој криминал го резервната предлага? тема Кој на го предлага национализмот. тоа? Кој Тој ќе- закон кој го предлага? Кој Мислите, закон? Забранители. иницијативата пред Забранители. Не, пред Уставен суд иницијативата да останеме на Уставен. Да. Ајде за Уставен суд да збориме. Да. Таму тие суди кои што се избрани, повеќето, не знам колку се 8-9, повеќето се избрани од СДСМ и од ДУИ. Се согласувате? Па не знам. Па, не знам. искрено да бидам, не знам дали... во македонски медиум ова не сум го зборел. Ајде. ДУИ има еден пратеник кој што се вика Сали Мурат. Добро. Кој знаете? Пратеник Сали Мурат е турчин. Да. Он беше председател на Уставен суд пред 2-3 години. Не, пред 2-3 години. Сали Мурат не е член на Турска демократска партија, која што е во коалиција со ДУИ. Не е член. Нема своја партија. Не е член на некоја невладина организација. Сали Мурат не е член ни на ДУИ. Сали Мурат денеска е пратеник на ДУИ. Од каде? Коинциденции во политика нема. Што му требало на Ахмети да земе еден човек кој што не е представник на никого? Да беше партија, мала партија, Мислите, 300 му отплаќа долгови. Не му отплаќа долгови. Му отплаќа може би долгови, меѓутоа и му треба за да тригерира одредени проблеми. Со тие судии бил тој председател на Уставен суд. Не бил член на Уставен, председател. Дали можел Сали Мурат, кога бил председател на Уставен суд, да ги реши овие проблеми, да ги извади со колегите, да рече, ајде да решиме бранители, што е друго, балансерот, ајде да земеме друг проблем ние албанскиот јазик, еве од венецијанска, има само во фиок. Абе зошто ги држел во Па пијалка? таа добро, окей, прашање. Дали може, еве, хипотетично, повторно, дали може Сали Мурат да им каже сега, активирајте тоа, ни треба. Видете кој добива од тоа?
Што се смени од тоа што толку бука, гужва и галама се случи Добро, такви Дуи шатори? тоа е јасно е, Дуи па. Дуи до. Ма Дуи е националистичка партија пар екселанс, немојте се околу не, тоа, валда не, нема не, дилема. не, Тоа дека значи, се социјалдемократи, што Дуи- зелени. Дуи е- Секојаш кога се во беа опозиција зелени, се беа зелени. Добро беа и социјалдемократи. Дуи никогаш не била националистичка партија. Дуи била националистичка партија 2002 година, кога ги победи изборите, и тогаш беше мирна. 2006-2008 година и пол беше во опозиција, повторно стана националистичка. Па таде, И секојаш кој е потоа во опозиција. со ВМРО беа, значи, Проевропски. проевропски, Да, прозелени. ама си ги хранеа. Во суштина, И- Овие ќе дигнат орните, овие ќе дигнат крстоите. Па тоа го знаеме, ќе се степаат. Нема врска. Е националните Нема. прашања. Дуи е хајдут партија. Ништо друго не е. Ајдук. Ајдук, да, хајдучка партија, ништо друго не е. Значи, таму имаш конфигурација на луѓе, конгломерат од разни категории на луѓе. Па сепак тврдат дека имаат најголема поддршка меѓу гласачите. Сега, до сега да, од декември сега веќе имаат помалку отколку влен, а со времето, Ви покажуваат мерењето тоа, да, ќе го мерите тоа? последното мерење е скоро 1% помалку од влен, меѓутоа тек ќе има, ако не рефлектираат. Господинот Ахмети, ја го гледам веќе апатичен, уморен, не е тој од 2006-2008 втора година. Па после Просто- толку време власти и Просто овакво е буџераст и изморен, да се убави далко. ако рефлектира, ако се реформира, дека има добри луѓе во Дуи, тоа Чекај, нема дилеми. Дека има и кај нас во Влен лоши луѓе, секако. Дека во секоја партија има добри и лоши, секако. Меѓутоа, дали ќе им даде простор на тие... Абе, видете, кои се пратеници на Дуи? Муса Џафери, Садула Дураку, Знам, министр, Глерин Беџети. дали очекувате? Абе, ако Дали им земеш очекувате- просек на интелигенција, над 80 не е ние. Да Тоа не влегуваме во тоа. Министр, дали Ги знаеме очекувате? некој од нив, не се да Дозволете. интелигенти, ама им е насочена интелигенцијата за Дали одредени работи. очекувате За други работи, потикање да. на меѓуетнички тензии во наредниот Нема период? да се случи, иако ќе имате, видете, ние имаме информации нормално и ние како партија, меѓутоа и како влада, На терен дека сте, да. тенденции такви од Дуи, одредени состаноци, средби, со одредени структури за да се во почеток зборувам, оваа беше јуни, јули, потоа се повлекоа, видоа дека Тоа што го меѓународниот фактор. најавуваше и премиерот. Тоа беше јавна тајна, кога дознаваа веќе обични луѓе, тоа да не збориме за Каква структури ви е во државата. прогнозата за одлуката на Уставен? Бидејќи тоа може да биде опасен тригер. Не знам каква ќе биде, тоа е одлука на Уставен, сепак тоа... Вашата прогноза, јас Јас мислам дека ако се рационални, не им треба да се разговара за нешто што изгласал парламент, донесен е закон во парламент. Ако се спорни 3 членови, за тоа може да се дискутира, другото не треба да се дискутира. Ја мислам дека понатаму ние треба да изнајдеме одредени решенија кои што ќе бидат долгорочни и да не се занимаваме воопшто со национални теми. Да седнеме и да разговараме Господ. за образование, здравство и Да. економија. Како што гледате, разговорот ни поминува во високи политички национални прашања. Тоа значи не само затоа што ја и Борјан може да го тераме натаму разговорот, туку затоа што веројатно во општеството тие се уште горливи. Министре, бидејќи сум свесен за тоа како тече времето и ви имате обврски, ќе треба да одите, а не сакам да си заминете, ќе правите ли нов клинички центар? Сте биле министер, после вас дојдоа луѓе, имаше конкретни планови, владата Заев беше прилично амбициозна во тоа. Сега таа тема како да е замрена. Сега е нормално, затековте повторно на клинички центар, кучиња ќе ви зедат. Не сте вие виновен, ама тоа трае. Паркирањето, говорам за елементарни работи, не говорам за умирање на новороденчиња, не говорам за инфекции по клиники и така натаму. Има ли воопшто овој тип на висока амбиција во оваа Сашо, влада? само да објаснам, до сега за жал 30 години нема ни една нова болница во Македонија. Да. 34 години. Сериозен проблем. Се Свесни сме. останато од Југославија. Нешто се реновира, И ние не ама- разговараме за Ја тоа. не Ние сакам- разговараме упорно за идентитети, за национални права, за Јас не сакам да зборувам дека идната година ќе почнеме со нов клинички, бидејќи не можеме. Меѓутоа можам од сега да кажам, идната година ќе завршиме со Струмица, која што замислите уште 10% од работите се останати, од кога бев ја 2017 и не е завршено.
идната година во почеток ќе ја пуштиме во употреба Струмичката нова болница. 7 години е готова, уште 10% на работи треба. Да, знаем. Свети Еразмо, 15% на работи треба. Ќе се концентрираме Свети Еразмо во Охрид да завршиме. Ќе започнат работите во Прилеп, во Штип и во Кичево, пардон. На болницата. Кичево е започнато 1988. Замислете. Па тоа треба да се руши, валда бетонот веќе не држи, арматурата. И тоа е дилеми, дали да се руши, меѓутоа сме во преговори со влади. Со влади од кои што можеме да ни помогнат да ги изградиме, па после да видиме Како да исплаќање. ни помогнат владите со... Да земеме одреден како кредит, меѓутоа тоа да се исплатува откако ќе се Со кои изгради. влади? Јапанци и така. Не би кажало ти повеќе добро, влади добро, се добро, заинтересирани, добро, да. европски. Да. Европски Министре, влади. седите во влада во која што туку-што се задолжуваме милиарди евра, од кои што голем дел од парите одат за детски игралишта, за кошаркарски терени, за паркови. Сите ние сакаме детски игралишта, паркови, кој не сака. Разговарате го во владата дека можеби здравството е поголем приоритет од колку општина, не знам што Карбенци Ако ми дозволите уште неколку реченици. Тоа се стотици милиони. Да, ако ми дозволите. Ама ви поминаа тие, нема таму веќе пари за вас. Има. Ајде да Има чуем. и планирано. Ајде. Значи Штип и Кичево, ако започнеме во Се од оваа милиарда. Не. Тоа е сосема друго. Добро. Струмица и Свети Еразмо завршиме. Одредени интервенции ќе имаме, веќе почнува паркингот во клинички центар, заврши објавата, ќе има јавно-приватно партнерство. Позитивна листа на лекови, после 15 години. Да. 1400 вработувања во здравство за 6 месеци. Ја мислам дека е коректна цифра. 300 доктори специјализанти, дека 1000 доктори фалат, 1100 доктори. 1000 фалат, меѓутоа 300 оваа година И 300 другата. 300 другата. Имаше таква најава. Да. 300 другата и 1000 средномедицински персонал. До нова година зборувам. 1300 се огромна инфузија. Тоа се дели луѓе со договори на дело, кои што им ги продолжуваат, Ама одно што до им ги сега ги претварате држеле во... по 15 години. Сакам некои да по кажам, 10 тие години. работат веќе таму, не се Клинички тие нови центар што ќе Скопје. Сите сакале, може 2026 година можеби ќе започнеме со идејата за клинички центар. До тогаш Во не би Скопје. во Скопје. До тогаш останува овој прилично хаотичен. Паркинг места се има Не 600. зборувам само за паркинг. Ќе има места, 1600. Реновиравме абдоминална хирургија, сега е готово ургентен интернистички центар, што немало, само ургентен хируршки имаше. Сега пред нова година ќе го пуштиме, нова психијатрија, комплетно реновирана неврологија, комплетно Добро, се реновира реновира. и во текот на минатата влада реновираше некои клиники, мислам. Секако. Меѓутоа, овој Па добро, ни треба ли воопшто нов клинички центар? Или ќе одиме со реновирање ние постоечките? правиме и стратегија. Што е вашето ние мислење? правиме стратегија, тоа го прават професори од нашиот факултет, кои што се некои и пензионирани, кои што сакаат да дадат допринос, да направиме стратегија како го гледаме здравството во 2030 година. После 5 години. Министре, прво, прашањето пред да го видиме здравството 2030, бидејќи живеам во околината на клинички, дали ќе се обезбеди прво амбулантно возило да успева да стигне до клинички центар. Бидејќи јас сум бил сведок на милион ситуации каде што амбулантното возило со сите сирени е комплетно Боријан, заглавено за да влезе во клинички центар и да не си му во кожа на тој што Не ни треба и внатре во секој град болници, бидејќи немаме веќе доктори. па не како Комплетно и како да се реши тој проблем, бидејќи Полошки регион ни треба една болница поголема. Тетово. Тетовската не е доволно голема, таа ќе се... Сосема голема. Таму ќе инвестираме, Гостивар ќе остане повеќе како поликлиника за ситни интервенции. за да го растеретите Скопје. За да го мораме да регионализираме. Ова е веќе неподостиво. Штип ќе Скопје не може да го изградиме издржи тој принцип. изградиме нова зграда, цел регион Штипски таму ќе покрие И Штип. слушай Македонија, да? Струга, доволна е хирургија работи повеќе. Болницата во Струга ќе работи само хирургија. Пример кажувам. Битола ќе биде клинички центар, слично на Тетово и Штип. Охрид ќе работи повеќе. До кога? Следните 26-та, 3-4 години 28-та. не можам да кажам сега. но во текот на Меѓутоа, наредните следните 3-4 години ние мора да планираме како ќе функционираме. Нема да имаме луѓе за сите болници да ги држиме. Секој град не можеш да имаш специјалисти по сешто. Невозможно е. А од било која точка на Македонија до Скопје 2 часа.
А за Скопје треба дефинитивно нов клинички центар. Тоа е вашиот сепак став, нов. дека треба да. Апсолутно, не мој, генерално на владата дека ни треба нов, модерен клинички. Видете, и ако почнеме, ја би бил пресреќен ако започнеме во овој мандат. Тоа не може да се изгради минимум 5-6 години. Се разбира, министре, она што нас ни е, бар мене е тоа што ме загрижува, што, гледате, влегуваме повторно во големи задолжувања, а сме поминали низ тие етапи, дел од парите се трошат за политички поени. Дел од парите од овие сега што не задолживте вие како влада и што ќе стигнуваат се за октомври за локалните избори. Оваа приказка за градоначалниците така, тоа е за потребите на власта, тоа значи Сашо, да те прашам, така. не ли е греота зајас да нема канализација? Да, вие читав изјавата дека Али Ахмети не успел да направи Ама канализација. 22 години. Не За, ли е, чекайте, видете, за тоа зимаме сега кредит од не. милиарда за Не, зајас да се ние- направи, па тоа е меѓу- валда зафат што ја и вие може да го меѓу финансираме другото, со наши кредити. меѓу другото и за тоа, меѓутоа ни треба инфраструктура и низ Да, ма, општините. гледате што ми е зборот, министре. Вие не гледам како министра за здравство дека вакви големи муабети може да ги правите, јавно не гледам, дека практично инсистирате на ова кога разговарате со За премиерот клинички и центар? клинички центар, здравството, овој тип на големи реформи. Од и до сега парите одат за зголемени пензии, да, секој се радува, ама се Добро, распадна пензијскиот кажете ми, фонд. колективниот договор не е голема работа? Па колективниот договор, како вика премиерот, колективниот договор е кој ќе се договорат сите овие, значи, сакам да кажам, Од за здравството 2017 мислите? за здравство. Да, добро во ред, ама тоа се, како да кажем, тоа се 1500 вработени за 6 месеци во здравствениот систем не е голема работа. Јас да ви кажам 9 право, нови лекови во позитивна листа, Се што е тоа во 2 ред. до 3 милиони евра помалку од джепот на пациентите. Да. Не е голема работа. ништо Ама не е секој тоа. вика 2 до 3 милиони евра се ништо за државата. за секој месец. Па се разбира. За помалку да на- плаќаат нашите граѓани. Не, тоа е одлично, ама сакам да ви кажам, државата тоа требало да го направи многу порано. Ама не го Мислам, направил. Не го Па, така направил, е, да. не го направил. Овие дошол не се вас мали следен. работи. Одредени интервенции, ако се ќе се заврши Струмица, Свети Еразмо, Штипи, Кичево, да завршат идната година. Ова не мислам дека е мала работа. Добро. Пред да го ослободиме министерот Исля. Никогаш не е доволно. Не Здравството, само тоа, туку тие не се здравството- започнати од вас. И добро што е така, ќе наследи и некој друг Ама што ќе дојде после вас, нешто што е почнато од вас. можеме ние сега да направиме други шминки, да го оставиме Струмица, тоа ќе се амортизира, а 7 Се години е, разбира. Нормално, готово да се употреби уште 10% треба. Така е, така. Зошто Во ред, не го во ред. направиле тоа Во ред, 10%? во ред. Министре- После мене, ја требаше 2017 да завршам Струмица и Свето Еразмо. Дојде Филипче, можеше тоа да го заврши. Дојдоа и Беким, и Фатмир, и Бири. Чекайте да видиме дали ќе го завршите. Тука Ќе правиме што во- правиме тука со денеска сме пак ми се чини еден од најзагадените градови во светот и ние тоа веќе Боријан, што да почнуваме- прави министерот? Може не ме интересира, Што да прави ме интересира министерот? како Годиши и доктор. он истер, Па имено, За тоа имено. треба системско решение, треба сите Кој, како мислам, што е, како се извади Га, тоа? гасификацијата, бейзик, ја мислам дека највише загадено е преку зима, кога Добро, то па да, користиме така. и средства кои што ги користиме за грејење, кои што И викате произведуваат огромен системски, број има ли на разговор за тоа со премиерот, со коалиционите партнери, дајте луѓе да решиме системски воздух. Значи, зборуваме за воздух. видете, со тоа сигурно го размислува повеќе министерот за екологија, негова Не, работа. тоа треба сите да го Меѓутоа размислуваат. и општината треба да биде, и градот Град. Скопје, Сите општини, реално треба да биде по. треба да бидат Е, па вклучени. градоначалничката е од ВМРО ДПМН, сега. Јас знам дека гостивар започнавме со соларни панели, почнавме со сите грејење, додека бев градоначалник, сите во сите градинки, училишта и болници да не се користи веќе кажете ова нафта, туку Не, да се тоа е користи. убаво. Така треба и министри тука го некој сакат. град Скопје да размисли Ма градоначалникот. не, ја мислам дека не може само градоначалник. Не може, секако Затоа и владата дали треба. има иницијатива во владата, чекајте, дајте луѓе сите да се собереме. Ова, мислам, срамота е, најзагаден град во светот. кој ќе До го сега чујам, тоа не онака. сме го разговарале, меѓутоа може би го разговарале министерот за екологија со премиерот, тоа не знам. Меѓутоа како влада не било тема на разговор. Ние како здравство веќе започнавме 15 институции, здравствени институции во Скопје,
да се смени, да се гасифицира, да почна со течен газ да се греат. Тоа можеме како здравство. Тоа се 8 милиони евра за идната година ќе се инвестира и треба да биде завршено до крајот на 2025 година. И тоа е поминато. Да го ослободиме. Јас сакам само за последно да го прашам, бидејќи така се случува да сте ни гостин во практично последните недели на годинава, 25-та година. Што ќе ви бидат на вас? Ве прашам како политичар, не неопходно како министер за здравство. Каде мислите дека клучните 2-3 работи ќе се случат во, со и околу Македонија? Да, Што ви е време е на прогнозата? прогнози и честитки. Видете, секако ќе биде интересна година, бидејќи има избори. Секогаш кога има избори, има гужва пред голот. Нормално Има и педали, очигледно, албанската шестестерец. Да, јас се надевам дека негативна листа на Соединетите Американски држави мислам дека ќе продолжи. Ќе продолжат и одредени борбата против криминалот и корупцијата ќе биде безпрекорна. Безпрекорна тоа. И не политичка, и не политичка. Апсолутно. Тоа Тоа ќе бидат можеби и дел од луѓето кои што се сега на власт и тие што се во опозиција, што злоупотребиле не сите нормално. Што секој ќе го поздрави. Во локалните избори не очекувам барем според тоа што гледам во СДСМ, не гледам нешто дека има заветување дека би направиле некакви резултати, треба да размислуваат и тие. Добро е да имаме добра опозиција. Дуи тя бие последната битка и после тоа мислам дека господин Ахмети истата вечер ќе даде оставка од партијата. Од таму ќе се развијат најверојатно неколку фракции, неколку групи. За Влен се надевам дека можеби не сите 4 партии, меѓутоа ќе започнеме обид за спојување на партиите. Една партија да направите. За една партија. Повеќето општини се надевам дека ќе ги победи Влен и тоа ќе биде конечно завршување на кариерата на господинот Ахмети, што е добро и за него, и за неговото семејство пред се, меѓутоа и за албанците и за целата држава. 22 години се уморни и нормално е дека добро е да се пензионира. Да се надеваме дека ќе има инвестиции во државата, тоа е многу важно. Нови работни места, почист воздух, нови болници, нови училишта и градинки и подобар живот за сите ние што живееме тука. Сега сваќам зашто го засилуваат пензискиот фонд, да планираат многу политичари у пензија да ги пратат Да имаат подобра пензија. Да е коректно. Министре, ви благодариме за ова гостување. Благодарам за поканата и за можноста. Ето. Уште еднаш да ви посакам, бидејќи сме пред новогодишни празници, среќна нова година и среќни празници кои што се после новата година. И на вас исто. Докторе се наивова. Ви благодарам. Тоа е ова за ова издание. Се гледаме следната недела со една заедничка емисија со Инфомакс, а после ние малце ќе треба многу да се одбориме, па таму негде. Руска салата некоја да видиме. Руска салата, па само руска, нема друга. Американска до сега Руско влијание не се нема, јаде од нема, дека нема. многу. Ништо, благодариме за вниманието. Благодариме и за овој пат за вашето внимание.